Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Министерството за труд и социјална политика ја продолжува националната кампања на секое дете му е потребно семејство, во која се опфатени општините во целата држава. Кочани е дел од кампањата, за која по пладнето се реализираше промоција, чиј носител беше Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНИЦЕФ и општина Кочани. Кампањата за мобилизирање што поголем број згрижувачки семејства и поттикнувањето на граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа продолжи и во Кочани. На промоцијата на кампањата на секое дете му е потребно семејство, што се одржа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, беше речено дека целта е да им се помогне на овие деца да растат безбедно изгрижени во семејства и да ги уживаат сите права согласно подпишаните меѓународни конвенции и постоечката законска регулатива. Кампањата ја реализираат Министерството за труд и социјална политика со центрите за социјална работа, а со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија и со локалните самоуправи. По околу 170 дечиња моментално имаме во институциите кои што може да бидат згрижени во згрижувачки семејства. Значи ние досега во текот на кампањата веќе имаме пријавени околу 130 семејства низ целата територија на Република Македонија. Се надеваме дека еве и Кочани и Виница денеска ќе успееме со оваа акција да ги мотивираме да се пријават, пред се за децата од Кочани и од Виница кои што би можеле да бидат институционализирани, да го спречиме тоа, да останат во своите општини, а исто така и децата кои што веќе се сместени во институциите да се вратат во своите родни места и локални заедници, со тоа да имаат еднаква шанса со сите останати за правилен раст и развој. Министерството за труд и социјална политика планира во иднина да се отворат и соодветни центри за поддршка на згрижувачките семејства, кои ќе даваат финансиска помош, совети и соодветна обука. На промоцијата на кампањата во Кочани присуствуваше и представничката на УНИЦЕФ во Македонија, Елспет Ериксон, според која неопходно е да им се објасни на граѓаните дека со згрижувањето дете без родителска грижа се прави голем хуман гест. Во УНИЦЕФ ние цврсто веруваме дека секое дете има право на семејство. Надвор од рамките на згрижувачките семејства потребна е поддршка од целата заедница, од сите жители на сите семејства, без оглед дали се биолошки семејства или згрижувачки семејства. Потребна е таа поддршка со цел семејниот живот на вистина да биде соодветен за сите деца. Иако во Кочани има активни згрижувачи на деца без родителска грижа, нивниот број се уште е мал, поради што се очекува во наредниот период преку соодветно информирање во Центарот за социјални работи интересот да се зголеми. На промоцијата на кампањата свое лично искуство споделија и представници од семејствата кои веќе згрижуваат деца. И во Виница се одржа презентација на кампањата за згрижувачки семејства на деца без родителска грижа. Беше истакнато дека постои потенцијал кај нашите сограѓани да им се помогне на овие лица, а неопходната поддршка и совети може да ги добијат во Центарот за социјални работи. Заложбата да се биде згрижувач на дете без родителска грижа треба да се направи од сопствени побуди, од љубов што треба да им се даде на овие деца. Граѓаните во Република Македонија имаат потенцијал да дадат соодветен придонес, со оглед што згрижувањето не е нешто ново и постои од 60-тите години на минатиот век. Иако во почетокот било развивано претежно во Скопје, сега има многу граѓани од другите градови во државата кои сакаат да станат згрижувачи, а меѓу нив и во Виница. Ова беше истакнато на презентацијата на кампањата на секое дете му е потребно семејство, што се одржа во просториите на локалната самоуправа на општина Виница. Во моментот на евиденцијата во Центарот за социјална работа имаме само едно згрижувачко семејство во кое е згрижено лице со умерена попреченост во интелектуалниот развој, а кое што е извадено од специјалниот завод Димир Капија во 2010 година. За сите подетални информации апелирам до граѓаните на општина Виница да се јават во просториите на Центарот за социјална работа. Од наша страна, односно страна на стручните службеници кои што се задолжени за оваа проблематика, ќе им биде објаснита целокупната процедура околу начинот, постапката, условите и критериумите да се стане згрижувач
и истовремено ќе им се помогне, односно ќе им се даде соодветна помош и обука за тоа за да бидат згрижувачко семејство. На презентацијата во Виница беше речено дека со измените во Законот за социјална заштита се планира да се зголеми паричниот надоместок за семејствата кои ќе згрижат дете без родителска грижа. Во моментот надоместокот изнесува 10.000 денари месечно, а покачувањето на сумата треба да им помогне на семејствата полесно да ги обезбедат неопходните услови за престој на згрижените деца во нивниот дом. Општина Кочани спроведува конкретни активности за решавање на статусот на жителите од старата касарна, чие стамбено прашање е нерешено со децении. Од локалната власт планираа да изградат комплетно нови објекти за домување, а веќе е определена локацијата на која ќе треба да се преселат станарите од касарната. Проблемот со диво вселените станари во старата касарна во Кочани конечно ќе добие решение. Такви се најавите од општина Кочани, од каде веќе биле преземени конкретни активности за иселување на лицата од објектот и нивно по соодветно сместување. Се планира за нив да се изградат посебни објекти за домување, а за што веќе била определена и локацијата. Состојбата со децении е загрижувачка и од социјален, и од естетски, и од еколошки аспект, поради што се очекува конечно таа да се подобри, а ветувањата се оти на тоа нема долго да се чека. На отворената панел дискусија што викендов со градоначалникот ја имаа граѓаните, беше актуализирано токму и прашањето за старата касарна. Оптимистичкиот одговор од првиот човек на општинската власт дава надеж дека решението е на повидок. Заедно со односно министерот без ресор и со други представници од ромските заедници изнајдовме адекватно решение, односно место каде што ќе изградиме 24 куќи, односно тоа ќе бидат 6 блока со по 4 куќички, се со цел да ги сместиме овие семејства кои се евидентирани од наша страна како диво населени во тој дел. Значи локацијата е дефинирана, надвор од урбанистичкиот опфат се решава со локална планска документација, процес кој е веќе почнат и кој е прилично далеко и очекуваме дека планерите, значи имаме изберено и проектант, односно фирма која ќе го изработува целиот тој потек, урбанистички ќе го решава и се надевам дека можеби за месец до два тој дел околу планирањето, проектирањето ќе го имаме завршено и ќе остане само во делот на реализацијата. За да се реализира целиот проект до крај, општината очекува финансиска поддршка и од државата. Истовремено од општинскиот буџет се издвоени средства за изработка на техничко-планската документација за објектите што треба да се градат. Градоначалникот Илиев рече дека локалната самоуправа е подготвена да помогне и во обезбедувањето на потребната инфраструктура, односно изградбата на пристапен пат и обезбедување вода и канализацијски одвод. Сепак, додаде дека дали докрај ќе се реализира зафатот е прашање за централната власт. Ние имаме зацртано веќе одредена сума на пари која на еден или друг начин ни е ветена, дали тоа ќе се остане до крај така, не можам да кажам, бидејќи во таа работа можеби да има и нешто политика, јас не сум политичар и не можам денеска да кажам, меѓутоа цврсто сум убеден дека на еден или друг начин ние ќе најдеме решение на овој проблем и ќе ги изградиме овие 24 куќи, односно тие 24 семејства ќе бидат пристојно сместени и еднаш за секојаш ќе го решиме проблемот со касарната, како што реков, проблем и за населените што живеат таму, меѓутоа проблем и за околните куќи. Иако старата касарна не нуди ниту основни услови за живење, повеќе од 2 децении таму се сместени 20 семејства со над 100 жители. Тие импровизирано се приклучени на електричната мрежа, а за одржување на личната хигиена имаат само една чешма во дворот. Повеќето од жителите се млади брачни парови со по неколку деца, кои живеат во мизерни и нехумани услови. Виничкото комунално предпријатие Солидарност презема активности за подобрување на водоснабдувањето, посебно пред летниот период кога потрошувачката на вода е зголемена. Со новите инвестиции треба да се зголеми капацитетот на водоводната мрежа во Виница и во дел од населените места во општината.
Во општина Виница во тек се градежни активности што ги реализира комуналното предпријатие Солидарност за да обезбеди дополнителни количини вода за пиење за дел од жителите на градот и на населените места. Покрај постојните извори за јавната водоводна мрежа се користат и можностите од други извори, при што се инсталира нова опрема што треба да обезбеди поголем доток на вода. Главната цел со овие инвестиции на виничките комуналци е да се избегнат прекините во водоснабдувањето, посебно во текот на летниот период, кога потрошувачката е зголемена. Во наредните денови очекувам да биде конечно поврзана линијата од Дончево-Кладенче, вклучена во водоводната мрежа на градот Виница, со што ќе биде избегнато недостатокот на вода во период на летните месеци во горните зони на градот, а со тоа ќе оствариме и заштита на електрична енергија од околу 6 пати, бидејќи сега имаме 47 киловатни пумпи во препната станица, а потоа ќе користиме само 7,5 киловатна пумпа. Дончево-Кладенче поврзано со цевка ФИ 140 на 16 бари. Со поддршка од локалната самоуправа на Виница, комуналното предпријатие Солидарност работи и на реконструкција на дел од главната водоводна линија за селото Јакимово, како и на цевководот од излезната линија кон селото Лески. И кај двете инвестиции се работи на поставување цевки со пречник од 90 мм и притисок од 10 бари. Паралелно со ова се комплетира и втората фаза од реконструкцијата на деталната водоводна мрежа во Виница во должина од 3,7 км. Во моментот се работи на приклучување на корисниците. Освен водоснабдувањето, од Солидарност најавуваат дека од почетокот на идниот месец ќе започне реконструкција на 2 крака во должина од 200 метри на канализацијската мрежа во селото Трсино. Комуналното предпријатие Водовод ќе набавува нови водомери за отчитување на потрошената вода во домаќинствата и во стопански објекти. За таа цел планира да вложи околу 20.000 евра, а покрај уредите кои се со различен капацитет за мерење на потрошувачката на вода, планирано е да се набават и резервни делови за нив. Комуналното предпријатие Водовод планира да продолжи со осовременувањето на контролата на потрошувачката на вода од водоводната мрежа со поставување современи уреди за далечинско отчитување. Со ваквиот начин на мерење треба да се обезбеди попрецизно и полесно добивање на резултатите од потрошувачката кај домаќинствата и кај правните лица. Според техничката спецификација на тендерската постапка за јавна набавка, што е објавена деновиве, од сметката на предпријатието е планирано да се потрошат над 1.200.000 денари, со кои се предвидува да се набават повеќемлазни водомери со сув механизам, оспособени со модул за далечинско електронско отчитување за домаќинствата, како и ултразвучни, индустријски, волуметриски и комбинирани водомери со различен пречник, односно капацитет на проток на водата, пред се наменети за индустријски објекти. Рокот за пријавување на тендерската постапка со која треба да се одбере најповолниот понудувач трае до 28 јуни, а со одбраната фирма ќе се склучи рамковен договор според кој таа ќе треба да ги испорачува водомерите во наредните 12 месеци. Дополнително со набавката е предвидено да се обезбедат и резервни делови, односно стакла за новите и постојните водомери. Поставувањето на опремата со далечинско отчитување се смета за оправдана инвестиција заради унапредување и осовременување на системите за водоснабдување, бидејќи на тој начин се обезбедува редовно читање на потрошената количина вода, без да се бара присуство на сопственикот. Освен тоа се добиваат и информации за дефектите во мрежата и за неовластено манипулирање со водомерите. Следува информацијата од спортот. Солиден успех постигнаа младите членови на Фудбал Старс од Кучани на меѓународниот турнир Езерски бисер во Струга. Екипата од генерацијата 2006 го освои второто место, иако имаше добри шанси да го повтори минатогодишниот успех кога беше првопласирана. Младите фудбалери од фудбалската школа Фудбал Старс го потврдија својот квалитет и на турнирот Езерски бранд 2018 што се одржа во Струга. Екипата од генерацијата 2006 го освои второто место во својата возрастна категорија, со што уште еднаш докажа дека заслужено се наоѓа меѓу најдобрите во државата. Нашите момчиња беа најдобри во разигрувањето во групата, при што во првите два надпревари
ги победија екипите на Караорман со 7-1 и Академија Нацев од Велес со 3-0. Добрата игра тие ја продолжи и во преостанатите надпревари, при што најправин славеа победа од 5-1 против фудбалскиот клуб Фиер од Албанија, а во завршните средби од групата го совладаа и тимот на Албион со 2-1. Единствен пораз од 1-5, нашите млади фудбалери претрпеа од цврстата екипа на Форца од Битола. Сепак со освоениот број бодови во групната фаза, тие се пласираа во финалето, каде повторно се сретнаа со битолската екипа, која им нанесе уште еден пораз и го освои првото место. Освеното второ место за Фудбал Старс е одличен успех за младите фудбалери, кои за својот пласман добија пехар и медали. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.